Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Местото каде што звездите отвораат душа, а ние се трудиме да го дознаеме, да го извадиме од нив сето она што никогаш не сте го слушнале, некаде сте го наслушнале, подслушнале, да го потврдиме или негираме дали е тоа така или не е така, како и да е во секој случај интересни, возбудливи муавети со луѓе кои се дел и од естрадата, и од политиката, и од светот на модата, од светот на глумата, разни профили, ама едно е сигурно, се признати, познати и популарни. Денес имаме еден човек за кој јавноста знаеше уште порано, го познаваше како млад гитарист, го познаваше како надежно момче кој своите вокални способности се обиде да ги пласира и презентира и во Македонија и надвор од Македонија. Токму овде, на овие штици што живо значат во Домот на културата во Штип, на Макфест 2020, нешто пред тоа или нешто потоа и она што е најпознато регионално шоу и во Македонија и во целиот регион, впрочем, Звездите на Гранд, каде што и таму се обиде да се представи на јавноста. За жал, македонската и не само македонската јавност, по случувањата во клубот Пулс и трагедијата која се случи, го дозна и неговото име. За голема среќа, така сакал Бог, така сакала судбината, но и за наша, ваша, за негова среќа, денес го имаме овде. Еден од двајцата преживеани членови на придружната група на ДНК, штипјанецот, гитарист, пеач, човек кој имам особено задоволство и што се вели, драго ми е на душата и на срцето да го имам за прв пат да говори пред камера на подолго време во еден подкаст, гитаристот и пеачот Горан Тонев од Штип. Горан, добар ден и добре ни дојде во Ништо лично. Добар ден, добро ве најдов. Вака гледајќите, мислам дека изгледаш одлично, феноменално. После целиот оној период на опоравување по несреќата, собра сили и конечно мислам дека го правиш вистинскиот потек да се вратиш на сцената. Овој пат се враќаш со сопствена авторска песна, дел си од авторскиот дел кога е на тандем кога е музиката во прашање. Кажи ми, ова ли ќе биде правецот кој ќе го туркаш во иднина? Што се вели соло кариера, пеачка, гитарска и авторски песни? Да, слава му на Бога што сум денес овде. И јас уште од помала возраст тежнам кон тоа да создавам своја музика. И така оваа песна да си со мене ја направивме заедно со Јордан Манов и за прв пат сум дел од компонирањето на музиката. Така да многу време бев посветен на студиите на класична гитара, како што знаат сите, и бев гитарист на бендот на ДНК. Така да од сега би се фокусирал на создавање на моја музика и баш би се посветил на компонирањето. Така. Знам дека рок-н-ролот ти е во вените, во живите, што би рекле, во крвта, а студираше класична гитара на Универзитетот Гоце Делчев на Музичката академија. Така. Впрочем, и сега како, ајде, рокот и класиката имале спојки, знам многу рокери кои како се вели, се палеле и учеле од класичните композитори, ама оно што и твојата прва песна, и втората песна од Макфест, ова е впрочем трета твоја песна како изведувач, иако прва авторска, не ми личат на hard and heavy, има тука многу повеќе поп елементи, да би рекол. Да, има и примеси на рок-н-рол, како има и гитарски соло. Да, има и гитарски соло, гитарски примеси, но звукот кој што јас го барам и ќе го правам, се трудам да биде малку и покомерцијален за да опфати некоја поголема маса на луѓе, а сепак и јас да се чувствувам удобно во тоа што го правам. Така, значи она што се вели компромис за туѓи уши и своја душа. Така е, да. Така би му дошло.
Потекнеш од музичко семејство и претпоставувам дека прв со музиката е заразил татко ти кој штипјани знаат, и пошироката јавност може би не, ама оние кои го познаваат семејството знаат дека е музичар и дури професионален музичар кој цел живот свирел по локали, по разноразни веселби, семејни и така натаму. Тој ли прв ти го тој вирус музички гради? Што слушавте по дома? Што се вртеше у тоа време? Па, јас секојдневно бев обкружен со музика, значи тие има голем бенд во тоа време заедно со Ивица Јорданов, како што спомнавме, гитаристот на Морал, да. И редовно има проби, доаѓа кај нас, јас го гледав татко ми како свири, и природно се случи тоа, јас изразив желба и се сеќавам баш на тој момент кога му кажав дај научи ме нешто да свирам. Не ми е било наметнато тоа или од нивна страна. Каква музика се слушаше дома кај вас тоа? Рок музика. Генерално рок музика, и татко ми ме насочил во таа насока. Значи тој ме запише на ниже музичко училиште и мислам дека ми ја даде правилната насока, и многу е важно и многу е како да кажам, предност да имаш некој музичар што ќе знае каде да те насочи, и едноставно сум направил некој шорткат на изучувањето на инструментот, и добро, тоа е голема предност. Така е. Зашто гитара, не бас гитара? Знам дека човекот свирил бас гитара. Не знам. Зашто си гитариста, не басиста, тоа да се. Звукот на гитарата, на дисторзијата од секој пат ме фасцинира. Така. Тоа е тоа што и не знам, тоа си е природно. Некој си е создаден за тој инструмент. Јас не сум некој мултиинструменталист, пример свирам и бас, меѓутоа уживам да свирам гитара. Така, добро свириш и клавир, претпоставувам. Да, помалку, поради мора да се знае кој е тоа, ама гитарата е гитара. Кажи ми, претпоставувам, ако веќе според возраста на татко ти, веројатно Deep Purple, Whitesnake, таа генерација, не знам, Led Zeppelin, тоа се вртело по... Тоа сум го слушал, гитаристи си спомнат од тоа почна, од таа музика или? Да. Или од овие најновите, слушав Металика и Металика веќе и не се нови. Стив Vai, Джо Сатриан и Сантана слушав како мал, Бон Джови, значи тоа ми беше сервирано, и тоа е правилната насока која што треба да... И дури на, не знам точно, ама околу 10 годишна возраст ги свирав и познатите соло на Хотел Калифорнија. Да. Турскиот марш го совладав на таа возраст и... Тоа Зеле Липова човек. Да, баш тоа. Па тие се и мои идоли. Зеле Липовиќ, нашиот Владко Стефановски, кој што кога и да го слушнеме, свири се подобро и ни дава инспирација на нас младите. Така, памтиш ли која беше првата песна што ја научи да свириш? И првото соло што го сипна? За првото соло не се сеќавам, но првата песна е Срце не е камен од Тоше Проевски. Така, тоа беше тогаш. Така тоа е. Јас и денес ги обожавам неговите песни. Па добро, и ваму кај што споменав, настапуваше, ќе зборуваме за тоа, пееше песна Тош. Да. Добро, знаеш ли, еве ти ги спомна некој од гитаристите, кои ти беа идоли, кој стил го преферираш? Значи, ајде да кажеме, ако ги спомнавме, не знам, Deep Purple, Ричи Блекмур свири еден тип на Лукетер, од Тото свири друго, не знам, Стив Vai свири трето, Сатриани, ајде, близко се со Стив Vai. Да, ама сепак има разлика. Тоа е убавината во музиката. Секој се изразува на свој начин, има свој тон карактеристичен, свој начин на размислување. Знаеш, кај спортисти викаат Роналдо или Меси, мене Меси ми е, зашто подобро дрибла, овој Роналдо така има подобра моторика физички. Кај гитаристи од овие што ги набрав или некој 15, не знам. Ангус Јанг може. Да, па звукот на Стив Vai, на Сатриани ме фасцинира. На свирка. Да, Џон Сайкс, гитаристот на Whitesnake. Да, во последно време тоа
го слушам редовно и истражував малку во врска со тоа. Тој звук ми се допаѓа. Ричи Коцен е еден од моите идоли. Од нашиот Владко го спомна, да. Ивица го спомна, Да. те учеше ли Ивица, беше ли Да. советодавец? Да, Ивица има голем дел во мојот начин на размислување на свирење гитара. Јас и имав некои снимки како кога настапуваа со татко ми. И ги слушав редовно неговиот начин на свирење, да. И сум бил кај него, ми давал правец како да размислувам и дури тука некои локални музичари можат да го увидат тоа дека има големо влијание, да. А не ми кажа домашниот гитаристи, Владко го спомна до душа. Сем Владко? Па има многу млади добри гитаристи. Мислам дека нема нешто доволна музика како што беше на времето. Од Аре Брадерс памтам па имаше добри гитаристи. Да, па повеќе ги слушам странските гитаристи. Так, И не знам сега, ме фативте малку неспремен. Има многу гитаристи, има убави соло, може да се слушат на песни, но мислам дека има недостиг на инструментална музика како гитаристи во Македонија, а имаме многу добри гитаристи. Так. Јас би сакал некогаш и на тоа поле малку да се потруда нешто инструментално дело некоја инструментална песна. Гитарски оние што би рекле. Да. Добро, имаше такви обиди, мислам дали овој од тето гитаристот како се викаше. Добро, јас сум со меморијата скарана, ама не е битно. Како да е? Знам дека уште млад ќе оформиш свој бенд, таму некоја 14, 15, 16, не знам која возраст. 13, 14, така нешто, да. 7, 8. Зошто не го задржа бендот, туку тргна во соло води како пејач и како гитариста, подосна гитариста на еди кои си бендови и така натаму. Да, по тој состав басистот беше повеќе ентузијастички настроен кон тоа. Да, тој е доктор сега. Така да продолживме заедно со Тапанарот, но знаете како е, секој на своја страна, секој си има своја визија, своја... Тоа поише работат хормоните од колку прстите, веројатно. Да. Многу е тешко да се задржи некој состав толку многу време. Соработов со многу музичари во изминатиот период. Од секој сум научил по нешто, тоа ми е многу мило. Так. И со сите сум во супер однос, колку можеме соработуваме се уште. Так. Се појави на Макфест, споменав јас овде. Впрочем, Во подкастов го работиме така. 2020 беше тоа, баш короната. Овој простор, салата, колку... Не ти беше прв настап на Макфест, ако добро. Ти со Кентаур групата, со Роберто Поп Димитров, сум излегувал на сцена како кој ти ја правеше втората песна, или првата, тој ми ја беше направи првата се песна. извинувам. Со нив настапува, се појави на сцена, така ли, ама тоа е само појавување, така? Имавме и неколку концерти со нив, мислам со неговата група Кентаур. Так. Но всушност тој солистички настап беше како пејач на Макфест дебитот 2020. Колку Макфест донесе популарност или само локална популарност, таа песна или короната спречи да добие така пошироки размери? Па јас лично не очекував некоја голема популарност, беше корона, не успеав. Кој те убеди да излезеш да пееш? Роберто секако имав поддршка од дома. Сега јас не бев насочен толку на пеењето тој период и беше предизвик за мене да го прифатам тоа. Јас настапував како пејач во тој период, меѓутоа сепак Макфест е фестивал од поголеми размери, е голем чекор и добив поголем нема одржава. Секојаш од моето семејство добивам голема поддршка и малку е и тешко да се охрабриш, исто така и за кога се пријавиш на шоуто. Ти се сеча ли нозете малку? Многу стрес. Особено дома, знаеш како на домашно буниште најтешко е петал да сијат. Да. Така, кај имаше поише трема? Тука или на Звездите на Гранд? На Звездите на Гранд, таму.
Таму многу трема имав. Од Цеца ја би имал да ти кажам. Па Цеца, да. Нели? Таму кога се... Ќе дојме и до тоа. Така, Сакам така. да те прашам друго нешто, кога сме кај фестивалите. Евровизија заврши. Што мислиш за Евровизија? И дали некогаш би посакал да ми се свиѓа гестикулацијата, изразот на лицето? И да можам два пати би направил. Да видам, искрен, не сум пратил оваа година што се случува некако. Не знам. Добра, последни сите овие години. Не сум во тек за да можам да искоментирам. Така. Живи, здрави, ќе видиме. Били сакал да настапам на таква сцена? Да ти се пружи можност да представуваш Македонија, Да, апсолутно. Така. Апсолутно. Последниве години Македонската радио телевизија ги бира, ама тоа како што слушам се враќаме на Евровизија до година, можеби ќе има и Ако треба да биде, ако би некогаш настапал, зашто може не? така, Да. можеби ќе има и фестивал, односно Тоест, избор домашен, па Голем предизвик е, и одговорност голема. само не да ти се сечат нозете има. Да, али темата е некогаш и добра, ќе се сконцентрираш Креативна е, така. Да. Дури јас сум бил на многу надпревари по класична гитара и мојот професор Дејан Лазарески, кој што ме учеше од мој 13 години па до 23 додека не дипломирав, секојаш велеше ти подобро свириш под притисок, под трема, така да настапите се добри. Верувам дека е така, тремата сите велат повеќе помага отколку одмага првите секунди, а после тоа додека ти да дава влезеш. адреналин, Да. некаков импулс да повлечеш. Верувам дека така беше и на звездите на Грант кои почна да го зборуваш, кај што да го зборуваме, кај што се појави. Зошто Цеца која е, да речам, не знам, класична фолк пеачка, добро, подоцна Ивана Петерс ти беше Да, така Ивана ли? Петерс Ти беше ментор. во тимот на Цеца. Зашто не го одбра Ѓорđe Давид кој е класичен рокер, а ти си тоа што си сега по некако ќе ви се спојуваат да речам. Така е. Па и јас искрено очекував да биде Ѓорđe Давид. Најблиску до тоа што јас го Така. изведувам. Меѓутоа ситуацијата беше таква, тие бира, не јас. И ме избра кај Цеца, Цеца по лепота бира, веројатно. па најверојатно така кажа. А не по начин кажа. на интерпретација и по она што ти го Да, и јас сакаш потоа како дознав дека Ивано Петерс ќе работи со мене и јас не ја знаев на Ивано Петерс како име, него ги слушав негатив. негатив као бенд, да. Тоа е за мене, не знам, Да, еден од ремек дело. одлични бендови, така. Стварно многу научив и редовно ги слушам. Така. И кога дознав дека ќе работам со неа, бев многу возбуден. Тоа беше многу голем доживлеј за мене. Научи ли нешто од Ивана? Па немавме многу прилики да се сретнеме неколку пати, тоа беше само нели пред кога ги биревме песните, но ми има дадено некои совети што стварно ми значат. Добро, ако ај вака те прашам, генерално гледано, звездите на Грант ги доживуваат као турбо фолк поле, многу помалку од овој тип музика кој ти го слушаш, си растел, ја свириш и така натаму. Сега од денеша нагол вака гледано, мислиш ти беше местото као рокер на овакво или само заради искуство? Да, интересно прашање, да. Не сум го размислил тоа дали да сум сега пример со Ајде е X дали би се Factor или пријавил. некој кај што има и поинаква музика. Па може би и не знам. Повеќе доминира таа музика, повеќе таму се бара шоу, некој скандал, нешто да се направи за да биде. И ја не сум таков кој што би направил нешто за популарност. Така да и тоа Ѓорđe Давид го има кажано баш во вториот круг, кога се двумеа дали да продолжам понатаму дали не. И сепак тоа беше добро искуство за мене. Јас сум првично гитарист, како гитарист да излезам и да пеам, значи со луѓе кои што се занимаваат, се посветувале часови по соло пеење и така натаму и сум генерално задоволен од исходот. Кажи ми, те прашав за бендот, ама едно време као дуо настапувавте со оваа Марија Данева, Да, така ли? да, тоа беше акустично период, или да. така некое зошто прекина таа соработка? Дали повикот од ДНК да бидеш член на придружната група ја растури калимерата или добри сте? Не, ние сме во супер односи, да.
Па некои различни амбиции имавме во тој момент. Ние сме супер и после тоа сме настапувале заедно и в супер односи и тоа беше стварно звучеше добро, функционираше добро. Различни. Што е тоа у различните погледи? Како ќе се дели бакшишот и што Не, но тој аспект. Не знам, тоа така бевме млади и може би, ама не е никогаш касно. Јас би направил дует со неа или со било која. Имаме денеска многу млади пејачки што може да се соработува. Така да мислам дека треба да се соработува. Така, значи добри ви се релациите, да не му ја мислим. Не се секирате. Добро. Кажи ми, од кого стигна поканата за гитариста во ДНК? Андре те побара, Панчо те побара, аудиција имаше, проба или директно? Вака, јас пошто Они пред тоа има некои други луѓе кои многу луѓе се свиреле во тој бенд. Мислам, некои јавноста, некој дел од јавноста не ни прави разлика сега бендот ДНК, значи тоа е дуото ДНК, Панчо и Андре и придружбениот бенд кој што значи тој ги свири песните, така. Чија беше поканата? Како дојде до таму? Јас и претходно имав соработки со Филип Стефановски, кој за жал сега не е меѓу нас. И снимавме заедно тој беше професор во музичкото. Филип беше и последниот директор на овој простор кај што го правиме разговорот. Така. И на неколку пати бев на замена јас со нив. Мустапов, нели, нивниот гитарист нешто не можел да излезеш во сусрет. Пресред, добро. Пресред. Се разбирам. Да, и за мене беше и доживување, да. Сега сепак тој бенд беше најпопуларен, така. И после некое време добив и покана за да бидам и стален член на постојан член, да. На групата. Тоа беше станав од 7 јануари 2024 година. И колку година и 3 месеци како бевме заедно. Убави искуства. Не велам дека не, ама не ти беше чудно да свириш поинаков тип музика отколку онаа што си ти се пак хард рок гитарист, условно речено, сега и класика си студирал. Не велам не, ама музиката беше малку поинаква, по-фанки, по-R&B, по-инаков начин на свирка. Да. Па јас вака размислувам кога, например, сум на таа функција, јас сум повикан таму да служам на тој бенд. Значи, во служба на музиката. Во служба на музиката на бендот. Сега јас колку ќе можам да се истакнам и да придонесам во тоа, нели, да го давам мојот стил, колку дозволува музиката, толку. Јас и на моите настапи Имаше излети на импровизација? Не. Јас сум многу дисциплиниран по тоа питање, да. Друга е одговорноста и друго е чувството ти кога ја водиш свирката, не ја викаме. А друго е кога си во служба, кога има други фронтмени и треба да барем јас така мислам. Кога си во границите на нормалата, што ќе биде тоа секој ако сака да си го наметне својот стил? Нема музика, има. Нема да има музика, какофонија, што би рекле овие. А не хармонија. Мора да се свири во полза на бендот, на пејачите, и пак и песната да биде како што е наснимана. Така. Доаѓаме до оној момент до кој морам да те прашам и да поразговараме. Бевте сите заедно на сцената кога почна да се случува тоа што се случи. Како успеа ти да излезеш од тој хаос за разлика од другите? Снаодливоста, среќата, инстинктот, што те натера да брзо реагираш? Бог одлучи така. Не дека јас сум реагирал брзо, сите бевме. Затоа на иста сцена бевте. Да, и за жал тоа беше единствен излез и влез и тоа беше најдалеко од бината. Така да тоа се моменти кои што јас се трудам и да ги заборавам, да едноставно тоа поглави од мојот живот да го тргнам настрана. И стварно е тешко, комплицирано, но некако... Горан, зошто толку млади луѓе замина? Не ја сватија во прв момент сериозноста на ситуацијата, вклучувајќи те и тебе и сите други, но
помисливте дека ништо не бргу ќе се реши или Па не знам, искрено. Искрено толку луѓе на тој излез не е возможно да излезе толку. Сега како е, што е, не знам, тие се моменти на паника. Ја не се ни сеќавам толку добро на тоа. Како што меѓутоа слава му на Бога што еве имам шанса да продолжам и да бидам со мојата фамилија, со моето семејство пред се. така. Бог даде втора шанса за живот и тоа треба да бидеме благословени Слава на Бога. него и мора да те прашам во она кусо видео кое некаде во март месец го даде, кажа дека кога веќе си бил надвор од пеколната стихија, благодарение на една девојка по име Моли и незината мајка кои брзо интервенирале со сопствено возилото, однеле во Кочанската болница пота Скопје и Солун. Ја познаваше ти таа девојка? Не. Се запознавме од кога јас излегов од болница и некако со моите родители се најдоа кои се видовте со неја? Да, сега сме во комуникација, се дружиме, да. Така? И сме добри пријатели и со неа и со незиното семејство. Тоа се стварно они прекрасни луѓе кои што се најдоа во правиот момент, Бог ги прати таму, така да Случајно се нашле у тој момент до тебе, мислам. Било имало многу други луѓе, нели? Хаос, тоа беше хаос, така да толку многу повредени, стварно е. Се надевам дека сите повредени ќе бидат во ред и ќе сите посекуваме секој си води својата борба. Така, гледајќи те вака психофизички ми делаш исклучително стабилно и се надевам дека и здравствено си стабилно. Те прашав овде рекорд, има ли некој специјален третман, велиш дека сега си сосема вратен на некој најнормален живот што сите го живееме, така ли? Се уште имам некои рестрикции, сега не можам на сонце да се движам. Разбира, така. Посетувам ласери, третмани во физикална терапија. Сега не толку интензивно овој период, после толку време. И имам, но меѓутоа се трудам да не ме тоа спречува да продолжам понатаму и да извршувам некои обврски и да си бидам во некоја нормала. Така. Ке те прашам уште за ова, знам дека и сам зборуваше во она видео дека докторите во Скопје или во Солун, сега веќе јас не се сеќам, сакале некеле морале заради побрзото закрепнување да стават во вештачка кома. Тоа е како некој сон, како му доаѓа? Се сеќаш нешто на моменти на тоа или? Јас како што се сеќавам, тоа е континуирано сонување некако. Така, немам некои многу јасни слики, меѓутоа некој кошмар е нешто. Така. Го памтиш првиот збор кој кога се разбуди ги праша, претпоставам дека докторите или родителите беа до тебе, не знам кој, и што прво ти кажаа тие? Да. Па прво се сеќавам на мојата сестра, не ми беше јасно, нели? Да. Сигурно неколку дена или како тоа се јаки терапии, јаки. Така. И прво што се сеќавам, кога тоа и го кажав веќе во една прилика, дека го прашав татко ми која дата и ми каже 16 април, што е после месец дена. А неговите зборови, се сеќаш на првите зборови негови? Не, искрено. Тоа стварно не би го посекал на никој. Да му се случи, стварно е преемотивно и за мене и тоа нешто Горан, кој ти ја соопшти веста за колегите? За колегите, судбината и имав прво разговори со психолог таму, со стручни лица, после некој време јас цело време прашував за нив. Не ми кажува, не добиваш одговор. Не ми беше ситуација за да си правам дополнителен стрес. И имаше некои лица што разговараа со мене, после одлучија да ми кажат, да ми соопштат. Ама после долго време, така? Да, после долго време. Пред да излезам од болница. Така. Покрај тебе, за среќа или за жал, од која страна земеме, за ваша среќа, за жал на сите кои замина, ти и Ана Костадиновска останавте меѓу нас на овој свет. Си ја видели, се слушате ли, сте ли у контакт, сте се исконтактирале ли од тогаш? Па,
Не многу редовно, ние претходно немавме некој близок однос. Ама си ја слушнал, си ја видел. Да, се видовме. Ние бевме повеќе, пример, бендот кој што беше со Дејенка, Овие што свире, инструменталистите да. бевме блиски и заедно бевме во кола. Ние тој состав свиреше и со други македонски изведувачи, да кажеме, пејачи, да, така. познати пејачи. Така да бевме секојдневно. Ана и покојна Сара веројатно беа со повеќе со Панчо и со... Така. И многу ми е, не знам, јас стресно ми кога зборам на оваа тема. Знам, ама како ја ти кажам, знаеш како, тешко ми мене ти ги поставам прашањата, ама претпоставам дека и за јавноста и заради себе некогаш велат ако се соочиш со тешкотијата, со стравот, полесно ќе го надминеш и веројатно и од психолошки аспект е така. Да, Бог само да ја дава сила на блиските, на семејството на починатите, што да кажам друго. Одеше во Кочани потоа исто на третмани, така ли? Да, се уште одам, да. Така. Има една докторка која споменуваш, Катерина. покрај овие кои се од Солунцо, кој имаше и средба неодамна, така ли? Да, јас си ги посетувам, и тие не посетија. Да. Они дојдоа, да, така. Останавте во да не речам, не знам, се претвори тоа Во пријателство, а не само во некакви професионални релации, Да. доктор-пациент, лекар. Јас и сега кога ќе одам во Солун, колку можам ги посетувам и стварно тие луѓе имат посебно место кај мене. Значи во тие тешки моменти и персоналот тука не смееме да го изоставиме. Така. Значи медицинските работници И Скопје, дават Кочани, така. напори на максимум и Зошто оваа лекарка ја издвои како име и презиме? да, па после Катерина Панич. Панич, Да. Па откако не решија да ме пуштат од болницата, ја бев во страв сега како ќе биде тука, како ќе ме третираат и тие работи и јас кај неа почувствував сигурност. Значи првично отидов во Кочани и таа го следи моето заздравување после Солун. Значи за било што во секој момент можам да се јавам и јас и сите повредени и таа е цело време во тек со нашето заздравување. И тоа ни даде голема сигурност и кампот кој што беше горе на Пониква беше стварно добро организирано за нас, мислам, и да сватиш дека не си сам, дека имавме и редовни таму терапии, разговори. Тоа доста помогна во таа ситуација. Так, мора да те прашам, да не звучи политички, ама сметаш ли дека државата доволно направи за зборувам за вас повредените, воопшто за семејствата. Гледам дека имаше разни едни и други, од реакции, протести, некои велат политички инструирани и сигурно имаше политика. Не сум искрено размислувал на таа тема. Јас се фокусирам од колку можам на заздравувањето, размислувам за еднината, се надевам на најдоброто и не сакам да се оптеретувам со тие работи, да Так. си ставам дополнителен терет И нема потреба. Да, нема потреба. Так. Сега споменав ја, фала му на Бога, добро изгледаш, се надевам и добро се чувствуваш и здраве дека ти е добро. Почна ли, не знам, да излегуваш навечер со другари, со Да се враќам во некоја нормала. Да, у таа Па се враќам полека во некоја нормала, со нетрпение чекам да се вратам и на настапите во живот. Тоа е нешто како не можам без тоа да секојдневието не ми е исполнет животот без тоа. Ја зимаше гитарата во раце, знам дека Јас понекогаш и кога ќе има некој настап, некој настан, ќе отсвирам нешто, ќе испеам нешто, но например за да настапам самостојно, стварно треба многу кондиција и се уште ја немам таа храброст. Меѓутоа работам на тоа, вежбам, тренирам, се гледам да се
секој случај функционално е моториката да се свириш, на никаков проблем немаш околу тоа. Успеав да и знам, а и прочитав дека свириш и на нашите слики, кавер верзијата која сопругата на Маја на колегата Александар Коларов ја направи за впрочем како подарок или спомен за неговиот прв небесен роден ден, свиреше на ти ги свириш гитарите. Јас ги свирам гитарите на таа снимка. Така што сакав да кажам дека полека и се враќаш во форма. Да. Во однос на свирењето мислам дека кондицијски сум веќе испремен и ако не 100% на 90%. Да. Ќе биде се со... Планираш ли воопшто да им се вратиш на клубските свирки на овако? Планираш? Да, апсолутно. Добро. Сега кога го споменавме Ивица Јорданов, членот на Морал и познат штипски гитарист, пријател и колега на твојот татко. Да. Јас знам, лично ми кажа, а и ти спомена во неврзаниот разговор дека Ивица решил да, затоа што Ивица е човек кој меѓу другото што свири, прави гитари, репарира, поправа гитари, така ли сервисира. Негова пасија и така. И решил да ти подари гитара. Прво, бираше ти моделот или чекаш изненадување каков биде таков. Тоа е број 1, број 2, до кај се работите. Изведувачот на работите до кај? Да, ќе биде. Па моделот, мислам јас си го избрав моделот. Да биде Стратокастер Гибсон, не знам, вако Телекастер. Така. Каков е моделот? Јас свирам генерално Стратокастери. Да, добро. И тоа е мислам гитара. И тоа е обликот, така ли? Да. И гитарата се е во тек, меѓутоа Ивица има некои приватни обврски. Чекај, магнети сам ќе бираш жици? Се. Штимачи сето тоа, така? Да, секи биде тоа по моја мерка и по мој вкус. И така да голем дел од работите се. Докај сме? Па тоа него треба да ме прашаме. Добро, а кажи ми, бојата ќе ја бираш сам? Природна боја, само лакирано. Да. Дрво боја. Добро. Чим е така? Ќе биде подпишано со негово или со твој име и презиме? Со негово, тоа ќе биде негова изработка од почеток до крај. Така. Значи тој ги прави од сирово дрво до крај. И има направено доста гитари на македонски гитаристи, изведувачи, да. На Александар од Радовиш му има направено, Панко Гелев од Штип и многу други, Сашо Поповски, мислам тоа. Ние што сме во тој свет го знаеме. Да се знаат. Сосема сме дојдени до крајот. Кажи ми за крај, какви ти се плановите? Рече соло кариера, значи како пеач и гитариста. Број 2, правење на сопствен бенд. Или број 3, можеби професорување во, не знам, средно музичко на академијата или собствена гитарска школа за млади деца. Што од тоа? Да. Па во блиски иднина приоритет ми е да си создавам моја музика колку можам. Сакам да го дадам мојот максимум и на тоа поле на компонирањето, да се изразам како музичар и преку свирењето и преку пењето. И тоа е мојата и идеја да бидам комплетен музичар. Така. Да, за да можам и автор изведувач, што би рекол. Така, да. А во однос на школа и на тие работи, и јас досега и сум бил ментор на неколку деца, да, но не би го мислам дека тоа е должност. Не, тоа е подобро некој да го прави кој што има 50 години, пример, повеќе искуство. Да, тоа би го оставил за подоцна, а сега младоста би искористил на тоа. За бенд не си размислил? Тоа е во тек, во процес. Се спремаме, да, полека и лоудинг, а? Да. Се полни. Така, ќе видиме живи, здрави и ќе се надевам на недоброто по сега. Што ти фали од музичари? Тапанар? 6-3 мама, мислам. Најдефицитарни ли се? Да. Некако да.
Ќе видиме, во последниве години стварно слабо некако излегуваат луѓе млади кои што сакаат да настапуваат, да свират. Се надевам дека тоа ќе се промени во иднина и дека децата стварно ќе се фокусираат повеќе на уметност, на музика, на вистински работи. Така, сосема за крај, овде сме на сцената во бекстејџот на Макфест. Би се појавил ли повтор пат? Или по не знам кој пат, а втор пат како соло пејач? Да. Зашто да не би се појавил, да. Оваа година не, но некоја наредна би, да. Тоа е тоа. Тој си е штипски фестивал. Штипски. Дома си е дома, а? Дома си е дома, да. Тоа е тоа. Зашто да не? Горан Тонев, прво ти благодарам што собра Благодарам и на вас. храброст, што собра одвои време и што имаше доблест да прв пат подолго отворено говориш пред камера и за сите случувања, но и за твојата кариера и за она што доправа ти престои. Задоволството и честа беа мој. Се надевам дека и гледачите ќе го доживеат истото чувство и ти посакувам уште многу успеси, многу нови песни. Ти посакувам звездени мигови во животот. На сите полиња. Ти благодарам. Благодарам многу. Тоа е тоа. А вие, драги мои, ексклузивно за прв пат во еден подкаст или подолго време говорење пред камера. Сите го знаете како, или барем пошироката јавност, како гитаристот на ДНК, едно јас би рекол како гитаристот, пејачот и пред се млад човек пред кој предстои иднина кога веќе Бог дал втора шанса. Човекот за кој допрва ќе слушнете што ќе произлезе и од неговите прсти, и од неговата душа, а веројатно и од неговиот вокал. Горан Тонев во ова издание на Ништо лично, а вие бидете тука, бидете така, се гледаме за 7 дена со нови ексклузивни гости. До тогаш, чао!